Ви благодарам на одговорот. Ни се поразјасни барем мене некои работи или прашања кои што ги поставував. И во ред да, го прифаќам вашиот одговор даден во првата реченица, дека вие сте го испочитувале рокот и еве аномалијата ја гледам во собранието, односно во правилата поставени од страна на собранието, дека рок за давање на извештај е до последниот ден на тековната година, веќе од нареден ден треба да работи институцијата, во случајов агенцијата, по нов финансиски план и не дека сега се работи за агенцијата со која што вие раководите, се случува и со голем број на други агенции, комисии и така натаму. Некои, верувајте, и го злоупотребуваат и поднесуваат последен ден за да не може да се изглата да се донесе, ама ова нека биде еве апел до вас или ние да дадеме едно ветување дека ќе направиме некои промени, односно рокот за работа или за финансиски извештај, дали на агенции, дали на комисии, да го направиме да биде порано во текот на тековната година, за да може институциите да работат нормално. И би сакала да го искоментирам ова во врска со зградата и со паркинзите. Може не потенцирав, но апсолутно не мислев на вас сега како раководно лице со агенцијата дека вие сте виновникот за тоа што се уште не е легализиран објектот. Напротив, со моето кажување сакам да алудирам на аномалиите на системот во државава. За жал, сведоци сме сите дека се политизира тоа што не смее да се политизира. И со објектот во кој што вие се наоѓате и со неколку други објекти, посебно во градот Скопје, заради тоа што се изградени од претходната власт од ВМРО ДПМН, власта се смени и ситуацијата остана иста, односно не се прави ништо за да се докупи земјиштето, односно за да се легализираат објектите. Проблемот со кој што и вие се соочувате, а и неколку други институции, повторувам, се соочуваат, е измислен, односно замислен, и сега објектот го изградила една друга власт, локалната власт е друга во случајов и претходно и сега СДСМ, па не дава одобрение за паркинзи, на друго место не знам зашто не дава одобрение. Сакајќи да се омаловажи ВМРО, односно да се каже дека не го доправило нештото, а факт е дека имаше промена на власт, односно обструкциите беа од страна на локалната власт, но објектот е тој, постои, се гледа, изграден е и јас искрено се надевам дека сите ќе престанеме со политизирање на вакви објекти, на вакви случаи кои што се сите во интерес на граѓаните и се изградени од средства од буџетот на Република Македонија, односно од средства на граѓаните на Република Македонија, и ова проблематизирање во вашиот случај од 5 години всушност е на штета на граѓаните, односно плаќаат граѓаните. Јас искрено се надевам дека вие како директор ќе успеете да изменаџирате оваа година да се реши проблемот. Сепак вас како менаџер ви паѓа улогата да го средите ова и ве охрабрувам да бидете поупорен. Благодарам.